Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Свечена седница на Советот на општина Кочани по повод празникот на градот Петровден. Доделени Петровденските награди. Поскумно ја добија Јордан Манов Јоцо, спортски работник, и Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Кршење на традиционалниот петровденски колач пред мозаикот на Светите апостоли Петар и Павле во градскиот парк. Прием на градоначалникот Димитровски на туристички работници од Пониква и на наградени ученици. Со средства од $4.000 во училиштето Малина Попиванова се опремува центар за изучување на англискиот јазик. Со дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Свечена седница на Советот на општина Кочани по повод празникот на градот Петровден. Доделени Петровденските награди на општината за минатата година. Советот на општина Кочани денеска ја одржа свечената седница по повод Петровден, празникот на градот. Во салата на мултикултурниот центар на присутните гости и членови на Советот им се обрати градоначалникот на Кочани Радко Димитровски, кој истакна: Ова празнично враќање е прво во мојот мандат како градоначалник по реализирањето на локалните избори оваа година. Да се биде градоначалник уште 4 години, од една страна е обреснителна околност поради познавањето на состојбите и можноста за продолжување на започнатите активности. Но, од друга страна, тоа значи многу работа за исполнување на ветеното за кое граѓаните се определија на овие избори. Токму затоа продолжуваме со силно темпо по зацртаните правци за развој на општината. Од минатиот Петровден досега, главниот акцент е на инфраструктурните проекти. Влезот во Кочани, во прокат е осветлен со штедливи светли. Таму се поставени 23 нови светилки во должина од 800 метри. На неколку локации во трговскиот центар, на плоштадот, во градскиот парк и на влезот кај гимназијата Лјупчо Санто поставивме експериментални штедливи светилки како вовек во еден пилот проект на LED технологијата која ќе овозможи солидна заштита на електрична енергија. Со комуналното јавно предпријатие Водовод работиме на подобрување на квалитетот на услугите
кон корисниците, но и на заштита на електрична енергија, стабилност на системот и зголемување на количините на вода за пиење. Продолжуваме со активностите пониква да прерасне во атрактивен спортско-рекреативен туристички центар. Таму со 1 милион евра од владата преку НЕПСО се градат терени за зимски спортови. За сноуборд парковите и патеките за скијање поставивме осветлување. Се гради мала акумулација за машините за вештачки снег. А од форумот во заедниците регионално обезбедивме асфалтирање на делницата до манастирот Свети Василий, односно патеката број 3, а општината континуирано продава плацеви за викенд, путички, комерцијални и ugostителски објекти. Со одлука на Советот на општина Кочани беа доделени наградите за животно дело и за особени постигнувања во развојот на општината за минатата година. Добитник на општинската награда за животно дело постхумно му е доделена на Јордан Манов Јоцо, спортски работник од Кочани. Познавачите на приликите во средината на 20-тиот век за Јордан Манов велат дека бил двигател и на спортскиот и на културно-забавниот живот во Кочани. Човек што го организира слободното време и го обликува и дефинира спортскиот дух на Кочани. За мене он е спортска личност број 1 на градот на сите времиња. Сега од која причина? Право што со неговото доаѓање во Партизан некаде 52 година поминува од Соколсово во модерна гимнастика. Ја уште како дете гледав таму каде дипломи 52 година биле 25-то место на државно првенство во Југославија, а после 56-та има 5-то место. Значи направила е гимнастички резултат. Така, во билтенот на гимнастичките спортови стои запишано дека во Југославија се појавува нов гимнастички центар, Друштвото за телесно воспитување Партизан од Кочани. Он, како што слушам, дека е почнувал и со кошарка, и со одбојка, ама неговите тренери, мислам ученици што се биле после кога стануваат тренери, исто има така направено добри резултати, не само во гимнастиката, него и другите спортови. Со нови спортови се почна ракомет женски, Гоне Јанков, пинг-понг Филимон, Досев е бил тренер скоро у сите спортови. Јалче Апостолов исто ракомет и кошарка. Гимнастички Раде Јосифов има направено врвни резултати. Перса Динеска, Ангел Наумовски е тренер у Орце Николов во Скопје, Дани Стоименов. Семејството на Манов, гордо на активностите и постигнатите резултати што се дел од историјата на Кочани, не крие дека Јордан целосно бил посветен на животот во Партизан. Ке дојде дома само кратко да дремне по работа и веднаш заминува во салата. На сите страни ја сее љубовта кон спортот, гради работни навики кај најмладите, го развива чувството на одговорност, реди успеси, го јакне над преварувачкиот дух. Неговите најголеми признанија доаѓаат точно од полето на спортот. Ако го земеме спортот, значи не можеме да заобиколиме културата. Значи сега кога беше инволвиран баш во оваа сала, тие што се постари сведоци ми сум сигурно паметат дека овде се одржувале најголемите забави во тоа време, игранки. Пак ја ќе кажам, големината е у тоа. Што? И после неговата смрт. Негови ученици ја подржија работата и дури и одредени области и поуспешно од него. Тоа е за мене и тоа е причината што е спортска личност број 1. Неговата внука, значи Ивана Манова, продолжи на некој начин по неговиот пат. Еве беше еден голем период во оваа сала и беше член на државна репрезентација на Македонија
Во гимнастика исто така беше повеќекратен шампион во гимнастика, исто така со врвни резултати. На една година пред смртта, 1973 година, гимнастичарите од Кочани го постигнуваат најголемиот успех од основањето на клубот, второто место на државниот надпревар во тогашна Југославија. Смртта го затекнува на функцијата подпредседател на Македонскиот сојуз за физичко воспитување Партизан. Најблиските се сеќаваат дека и покрај тешката болест што го совладала за кратко време, пред смртта собрал сили да дојде до Соколаната за да се збогува со својот, според многумина, не втор, туку прв дом. Всушност, на забелешките од неговото семејство дека многу малку е дома, тој секогаш одговарал: Ако ви требам, знаете каде сум. Во Соколаната. Добитник на општинската награда за посебни постигања во развојот на општина Кочани за минатата година е Сдруженијето на пензионери од Кочани. Да се обединуваат луѓето кои го заокружиле својот работен век, а пред кои има и слободно време и желба за пронаоѓање соодветно место во општествениот живот, е цел на Сдруженијето на пензионери Кочани, што ја остварува полни 4 децении. За да се организира животот на луѓето од третата доба, пензионерите, прво треба да имате една јака мотивација за тоа, да имате една добра проценка што тоа значи и која структура на луѓе во таму припаѓат. И тоа мора да потенцирам зашто го посетувам. Тие луѓе треба да бидат мотивирани до тај степен и организирани за да осетат и во третата доба има убавина на животот. Покрај тај домашен убав амбиент на луѓето од третата доба, пензионери, пензионерки, што имат веќе снаи, имат синови, имат внуци, внуки и попунува и се душата и расположењето. Меѓутоа, има и со кој да ја дела пензијата. Меѓутоа, и многу е битно да тој човек, неговото слободно време, ако го има, да има организација што ќе го организира, ќе го привлече, ќе го прошета, ќе го насмее, ќе видат и содржината на животот продолжува. Создавањето услови за средби, комуницирање, забава и рекреација на пензионерите во сите делови на општината, особено дојде до израз со реконструкцијата и отворањето на 6 пензионерски клубови. Најновиот беше ставен во функција во мај минатата година, во присуство на министерот Спиро Ристовски. Организирањето рекреативни спортски активности, собири на кои присуствуваа и по 2000 пензионери, го вбројуваат Кочанското здружение во најуспешните во Република Македонија. Посебен успех има во културно-уметничката дејност. Пензионерите, како пензионери, имаме ние програма, со која програма имаме одредени дестинации за учество на културно-уметничките друштво при Сдружение на пензионери Кочани. Секоја година имаме источниот регион, Виница, Верово и Кочани дружат се по повод на една од тие пензионерски здруженија. После доаѓаат каодарци, ние, Струмица, Кратово ќе дојде сега, така да пензионерите со културниот живот најдуват една разнода, која да напомене дека и лани во октомври ја представувавме Македонија во Република Словенија на меѓународниот надпревар за трето доба. Така да успешно настапивме таму и бевме добро пример. Со предавања од областа на здравството и исхраната, практичното мерење на шеќерот во крвта и крвниот притисок, Сдруженијето се грижи за здравјето на своите членови, а се преземаат мерки за подобрување на стандардот на корисниците на најниски пензии. И секако, овде е една од најпопуларните можности што ги нуди Сдруженијето на пензионерите – снабдување со огревно дрво.
Изградбата на регионалниот дом на пензионерите за Кочанското здружение е приоритетна задача во наредниот период. Објект што ќе внесе нов квалитет во животот на оваа категорија граѓани од овој крај. Кршењето на традиционалниот петровденски колач се одржа во градскиот парк во присуство на бројни верници и владиката Иларион. Голем број верници од Кочани се собраа пред Пладнево во градскиот парк пред мозаикот на светите апостоли Петар и Павле, каде што присуствуваа на кршењето на празничниот колач во чест на Петровден, празникот на градот. Најнапред честит празникот и за многу години. Честито празнувањето на светите врховни апостоли Петар и Павле. Користам прилика да им го честитам празникот на сите луѓе кои што живеат во овој град, посекувајќи им многу радост, среќа и здравје, и светите апостоли, како и досега и одсега, да го чуваат и овој град, овие луѓе, да има мир меѓу луѓето, љубов, единство, простување и заедница. Од година во година се помасовно е присуството на нашите сограѓани во оние активности, црковни активности кои што ги имаме и во оние други општински активности кои што ги имаме заеднички по повод прославата. Сакам овој момент да го искористам, да на сите наши сограѓани им го честитам денешниот празник Петровден, посебно на оние кои што им е куќна слава или кои што го носат тоа име, и им посакувам да уште многу години заеднички ги празнуваме овие празници. Пред кршењето на празничниот колач во црковниот храм Великомачени Ѓорги се одржа утрена света божествена литургија, на која ќе начествуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештенослужители од Кочанското архиерејско наместништво. Градоначалникот Радко Димитровски организираше прием за туристичките работници на Пониква, доделувајќи им пропаганден материјал во знак на поддршка. По 300 пропагандни флаери за промоција на Пониква како планински туристички центар им подари градоначалникот Радко Димитровски на туристичките, односно сместувачко-угостителските работници од нашиот град кои имаат своји објекти на Осоговските планини. Покрај ово укажано внимание во рамките на петровденските празнувања, средбата беше искористена за размена на мислења што треба да се направи за Пониква да ги подобри и избогати содржините кои ги бараат туристите од земјата и од странство. По излагањето на градоначалникот за реализацијата на започнатите проекти и за плановите за воиднина, представници на сместувачко-угостителските капацитети ги кажаа проблемите со кои се соочуваат. Пато треба да се одржава, нели? Пато што постои не е бил лош, меѓутоа малку повеќе одржавање сега. И вие сигурно кога одите нагоре, значи гранки има до белата линијата, до сред пат, тоа мислам не е уред. Овие од последните порани дождови беа тие, има ископана дупки големи, што исто требаше се санират малку у пократок период, мада има многу такви за интервенција што водоснабдувањето е исто голем проблем и осветлувањето. Но и задоволството од тоа што локалната самоуправа конечно му го посветува соодветното внимание на овој туристички центар во развој, како и на ефектите кои веќе се чувствуваат од сето тоа. И пред средбата ние бевме охрабрени, затоа што гледаме дека се помрдна работата од точката во која што бевме. Сега и со овој проект од страна на градоначалникот, со рекламниот материјал, со фактите што тој не ги даде сега за скилифтовите, за изградба на асфалтни патишта, за осветлување. Во секој поглед сме охрабрени, да. Едно е сигурно, за година-две на Пониква ќе се изградат и ќе бидат ставени во функција нови објекти кои ќе го подигнат квалитативното ниво на овдешната планинско-туристичка понуда. Прием за наградените ученици од Кочанските основни и средни училишта организира градоначалникот Радко Димитровски, кој при тоа им даде скромни подароци во знак на благодарност од општината за афирмацијата. Празничната атмосфера по повод Петровден ја почувствуваа и учениците од основните и средните училишта од општината, кои во текот на изминатата година оствариле значајни успеси и освоиле награди и признанија на државни и меѓународни надпреварувања. Градоначалникот Димитровски им подели соодветни подароци и им заблагодари за афирмацијата на градот Кочани во и надвор од државата, преку нивните настапи и постигнувања.
Еве што за наградите зборуваат наградените ученици. Прво местото музичко надправа во Скопје. Што значи овие подароци од градоначалникот за тебе? Овие значат нешто Стимул за понатамошна работа? Да. Имаш желба да напредуваш во твојата музичка кариера, така? Да. Имам освоено второ место на меѓународен надпревар во Врање, Србија, на камерна музика. Се надевам дека и понатаму ќе освоим нешто. Јас освоив втора награда во меѓународниот надпревар во Србија во Врање со мојата соученичка Сара Митровска и сега бевме на доделувањето на наградите. Ова е од големо значење со оглед на тоа што се почитува нашиот успех. По доделувањето на наградите следуваше заедничко фотографирање. Со средства од $4,000 во училиштето Малина Попиванова се опремува центар за изучување на англискиот јазик. Основното училиште Малина Попиванова од Кочани преку проект на Мировниот корпус со помош на волонтерката Карин Олсун доби СПА грант од $4,000 за опремување на мултимедијален простор, односно центар за мотивација и инспирација за учење англиски јазик. Добиваме една супер опремена училница и во технички смисол и во смисол на нов мебел и сите пропратни работи кои требаше да бидат санирани, сите пропусти. Тие $4,000 не се единственото вложување тука. Училиштето партиципира преку работна рака со околу $1,700 противредност. И морам да кажам благодарам на нашиот директор, господин Цимбалевиќ, што со негов личен ангажман, надвор од службениот дел, ние ќе добиеме и лакиран под и нови регали за каблите, така да училницата во целост би требало да биде нешто по најсовремени теркови. It is very exciting to see it coming together. Многу е возбудливо да се сведочи, да се гледа дека се реализира. И биде уште попрекрасно кога секи си дојде на свое место и конечно кога учениците ќе седнат тука да уживаат во учењето на англискиот јазик на нов начин. Се надеваме дека ова ќе стане простор кој може да биде искористен на многу различни начини. И имаме преку проектот маси на монтирање и демонтирање, значи може да имаме маси столчиња и класична училница, ама може да имаме и простор да играме оро. So we can have tables and chairs or we can dance the oro. Центарот со работа се очекува да започне на почетокот на новата учебна година. Ученикот од Виница Бојан Серафимов и донесе бронзен медал на Македонија од 25-та интернационална олимпијада по информатика, што се одржа во Брисбејн, Австралија. Освоениот медал на Интернационалната олимпијада значи полна стипендија за студирање директно од некој од најпрестижните светски универзитети по информатика, која може да достигне и до $250,000, што значи дека државата може да заштеди сума во таа висина од програмата за стипендирање студирање на странски универзитети, со пренасочување на само мал дел од тие средства кон организација на надпреварите. Овој резултат за веничаницот Бојан Серафимов представува продолжување на континуитетот на успешни представувања на Македонија на интернационалните информатички олимпијади во последните неколку години и нова потврда за знаењата од областа на компјутерските науки, што ги поседуваат нашите ученици. Интернационалната олимпијада по информатика е најпрестижниот годишен надпревар во програмирање за средношколци. Синоќа во Виница беше представен делотворечкиот опус на реномираниот македонски уметник Стефан Хаџи Николов. Со над 50 самостојни и над 100 групни изложби, добитник е на бројни признанија и престижни награди од областа на уметноста.
Неговиот сликарски израз е веќе добро препознатлив, идеалната убавина на женското тело, хедонизмот и прославувањето на животот. Николов посебно задоволство изрази од посетеноста на изложбата која ја отвори градоначалникот Дончев, а за неговото творештво зборуваше Магдалена Манаскова од музеот Теракота. Во Виница се изложени сликите од циклусите Водени соништа, Мик и вечност и пейсажи на душата, а виничани ќе може да ги видат до 18 овој месец. Изложбата е поддржана од Министерството за култура, како дел од манифестацијата Топол културен бран, а е дел од настаните по повод одбележувањето на празникот на градот Виница Павловден. Покровител на изложбата е градоначалникот на Виница Емил Дончев. Секторот за урбанизам на општина Кочани со акција на Ридско-планинскиот регион од општината ќе се поставуваат автобуски постојки за неколку кочански села. Селата Полаки, Нивичани, Бели и уште неколку, претежно во Ридско-планинскиот регион, ќе добијат автобуски постојки. Активноста се реализира по барање на граѓаните од овој дел од општината, зашто локалната самоуправа објави повик за избор на најповелен изведувач на објектите, што треба да бидат поставени на оддалеченост до 20 км од градот. Се планира на страшниците да бидат изработени од метал, а обврска на изведувачот ќе биде да ги постави на предвидените локации. Овие автобуски постојки ќе бидат опремени со клупи, а покривната конструкција ќе биде од поликарбонат. Се очекува општината наскоро да започне со поставување на постојките на предвидените места во Ридско-планинскиот дел, најави Владко Димитровски, раководител на секторот за урбанизам. Општина Кочани ги известува граѓаните дека во недела ќе биде затворена улицата Стево Теодосиевски поради градежни работи. Општина Кочани ги известува граѓаните дека, поради изведување на градежни активности, в недела на 14 јули, во периодот од 6 до 21 часот, улицата Стево Теодосиевски ќе биде затворена за сообраќај. Патничките возила ќе бидат пренасочувани по улицата Маршал Тито, крстосница Шопинг, улица Димитар Влахов, а товарните возила и автобусите ќе се обраќаат по улицата Никола Карев во правец на Основниот суд. Планинарско-спортско друштво Осогово утре и задутре организира Петровденски планинарски марш од Пониква до Цареврв. Почетокот на патеката е од паркингот на рекреативниот центар Пониква, се искачува до Цареврв, Султан Тепе и завршува на паркингот пред центарот Пониква. На ниската точка стартот е на 1580 метри надморска височина, а највисоката точка е на 2085 метри. Вкупната должина на патеката е 31 км, од кои 16 км 500 метри искачување и 15 км 500 метри спуштање. Патеката воглавно се протега по планинското било над шумската граница, при што се поминува и покрај траканската мандра, Бачилото, на 1550 метри. Подрачјето низ кое поминува патеката е исклучително богато со печорки, шумски плодови и лековити растенија. На самиот врв, Цареврв, се наоѓаат две напуштени воени згради, а од врвот се отвора видик кон планините Рила и Пирин во Бугарија, врвот Руен и сите повисоки врвови во Република Македонија. Во рамките на Петровденските празнувања одржана симултанка со шахисти пензионери и меѓународниот шаховски мајстор Димче Илиевски. Во организација на Сдруженијето на пензионерите од Кочани, во рамките на Петровденските празнувања, се одржа симултанка со шахисти пензионери и меѓународниот шаховски мајстор Димче Илиевски. Пред почетокот на симултанката, еве што ни изјави Илиевски. Ова ми е веќе трет пат како доаѓам овде, кај имам чест и задоволство да бидам учесник на ова шаховска манифестација. Честитки за празникот Петровден, кој е празник на градот Кочани. И мене ми е вистинско задоволство што повторно се дружам со шахистиве кои ги има во голем број, а то се силни шахисти, силни кијан денеска исклучително тежок надпревар. Па се надевам дека ќе биде успешно за мене, пошто досега сум играл едно чудо симултанки, па секојаш сум бил победник и се надевам дека и овој пат, како и претходните два пати, ќе бидам победник. Новој спортски настан присуствуваше и председателот на Комисијата за спорт при Сојузот на пензионерите на Македонија, Здравко Петковски, кој истакна. Сојузот на пензионерите на Македонија преку Комисијата за спорт и рекреација
да не речам, али може да се каже, животно е заинтересиран да го збогати животот на своите членови преку организирање на овакви и слични активности за да го продолжи, да речам, животот и психофизичката состојба да е јача на пензионерите, да обезбеди активно старење на оваа популација. Сдруженијето на пензионери од Кочани вечерва ја организира својата традиционална Петровденска средба, на која ќе бидат прогласени најуспешните домашни ракотворби и кулинарски специјалитети на пензионерките од Кочани. Екипите на Истра и Европа 92 ќе се сретнат во финалниот надпревар на годинешниот Петровденски фудбалски турнир, кој ќе се игра вечерва во спортската сала во училиштето Никола Каров. Истра во доста интересен и неизвестен надпревар успеа да ја совлада мощно солидната екипа на Елемент со резултат 7:5. Надпреварот од самиот почеток па до неколку минути на неговото завршување беше полн со неизвестности и пресврти. Најпрвен резултатот го отворија играчите од екипата на Елемент, за да потоа со серија од 4 погодока Истра обезбеди водство 4:1. Сепак упорните играчи во црни дресови за само 2 минути го израмнија резултатот на 4:4, но се чини дека веднаш примениот пети погодок како да им ја уништи надежта. Имено Истра обезбеди водство од 7:4, кое на неколку секунди пред крајот на надпреварот Елемент од пенал го намали на конечните 7:5. И вториот надпревар донесе доста возбудувања, иако до петата минута во второто полувреме се чини дека печатарите си ја завршија работата, поведоа со 3:0 и малку се опуштија, што го искористија играчите на Еко Оил и со 2 последователни погодока го намалија резултатот на надпреварот и истиот влезе во неизвестна завршница. Сепак искуството се чини дека беше решавачкиот фактор, па конечниот резултат на крајот сепак остана Европа 92 Еко Оил 3:2. Надпреварот за третото место Елемент Еко-Ел, што се игра денеска на празникот Петровден, започнува по 18 часот и 30 минути, а големото финале Истра Европа 92 е закажано за во 19 часот и 30 минути. По завршувањето на финалниот надпревар за најуспешните 3 екипи, како и за најдобриот голман, играч и стрелец, следуваат награди кои ќе им ги врачи градоначалникот на општина Кочани Ратко Димитровски. Со временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кочани. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на телевизија Кочани.